Почитувани, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата денес во Собранието на Република Македонија поднесува 2100 амандмани со цел стопирање на 4 закони со кои се предвидува зголемување на платите на судиите, на јавните обвинители, на членовите на Судскиот совет и членовите на Советот на јавни обвинители на Република Македонија. Имено во услови кога инфлацијата во државата е на алармантно ниво, кога стопанствениците едвај даваат плата на своите вработени, кога граѓаните едвај врзуваат крај со крај, новата влада во очигледно стари навики не отстапува од намерата да ги зголеми платите на судиите и обвинителите. Она што претходниот министер за правда Тупанчевски го започна, сега новиот министер за правда во владата го продолжува. Очигледно, ова е наградата од владата за мизерните 3% доверба на граѓаните во судството. Ја прашуваме владата, дали ова зголемување на платите на судиите и јавните обвинители ќе значи подобро судство, подобро обвинителство, намалување на бюрократските процедури и побрзо решавање на судските спорови на илјадници граѓани? Одговорите на овие прашања е јасен и за нас, и за целата македонска јавност. Наместо власта да ги засука ракавите и конечно да почне со реални и конкретни реформи во судството, власта решава и мисли дека со вакви адхок решенија ќе ги поправат своите недостатоци и неработа. За да биде појасно, пратеничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата не е против покачување на платите на судиите и јавните обвинители, но како одговорни пратеници реагираме од принципијални причини, бидејќи токму покачувањето на платите во судството треба да биде последната, а не првата мерка која што оваа влада треба да ја направи. На крајот, уште еднаш ги повикуваме пратениците од власта да отстапат од оваа намера и конечно да почнат да ги решаваат проблемите на граѓаните врз база на приоритет и видливи резултати во правосудството, а не на база на партиско-коалицијски договори. Ви благодарам. Прво, да бидеме најасно дека не станува збор за вработените во судството, туку станува збор за судиите, јавните обвинители, членовите на Советот на јавни обвинители и Судскиот совет. И таму, во време кога имаме доверба од само 3%, ова е последната мерка која што треба владата да ја превзема во однос на покачување на платите на овие членови. По однос на покачување на платите на вработените во Собранието, денес на комисија и на пленарна седница беше објаснето дека станува збор всушност за усогласување со минималната плата на основицата на овие вработени. Во моментот установуваме на тоа што досега го кажувавме, но конкретно ќе бидете благовремено известени за сите промени и односно за сите ставови кои што ќе ги имаме во однос на ова законско решение. Благодарам.